Кавадаречката културна есен во завршна фаза. Веќе почнуваме со активности околу одбележувањето на предновогодишните и новогодишните празници, но ова година се договоривме да до крајот на календарската година си тече и Кавадаречката културна есен. Еве вечерва на програмата ни е изложба од ликовната колонија од Радовиш. Со нас се организаторите на ликовната колонија. Овие дела се создадени и каде што е организирана оваа меѓународна ликовна колонија во манастирот Свети Ѓорѓи Ораовец, оддалечен од градот Радовиш, околу 5 километри, кој што самиот тој ми кажа дека изобилува со природни убавини, реткости, убавини од природна дабова шума, изобилство на природни ресурси и кој што поставувам дека биле мотив и инспирација на сите уметници на оваа ликовна колонија за да ги создадат овие преубави дела. Сметам дека ако човек не бил таму на тоа место, како што и јас не сум била, меѓутоа сметам дека овие уметници меѓународни и наши еминентни од ликовни уметници од Македонија успеале преку своите дела, каде што забележувам дека има разни мотиви од тој регион, тој предел, изработени во различни техники, акварел, акрил, масло на платно, кои што успеале да доловат еден сегмент, еден дел од таа природна убавина. Меѓународна ликовна колонија е заради тоа што има учесници од Русија, Турција, Србија, Бугарија и бидејќи е втора поред, дури минатата година имало учесници од Монголија, Естонија и Шведска. Еден така интересен податок околу одржувањето на оваа меѓународна Радовишка ликовна колонија е тоа што многу повеќе при организирањето на оваа колонија се внимавало да на крајот за одржувањето на оваа ликовна колонија. Значи не се внимавало толку многу да биде почетокот колку што е крајот. Тие внимавале крајот да се совпадне со религиозниот празник Свети Тројца во Радовиш, бидејќи Свети Тројца било слава во градот Радовиш, па така и со завршувањето на оваа меѓународна ликовна колонија да имат една дупла слава. И слава на градот Радовиш и завршување и крај на оваа меѓународна ликовна колонија. Оваа година беше втора поред организирана Радовишка меѓународна ликовна колонија. Учество зедува 18 уметника, време траење на самата колонија 7 дена, инаку се одржува во прекрасниот манастирски комплекс Свети Ѓорѓи Оравовица на 5 км од Радовиш. Самите дела се изработени во маслена техника на платно, акрил на платно и комбинирана техника масло и акрил на платно. Се изработени околу 40 дела кои оваа вечер имате можност да ги погледнете и едноставно да уживате у самите дела кои се створени на втората меѓународна Радовишка ликовна колонија. 6 ноември, ден на ослободувањето на Радовиш, за прв пат оваа година беа видени во Радовиш. На 14 ноември имавме излагање во Скопје во Илинден и еве денес во Кавадарци имаме чест за да можеме сите дела што се створени на нашата колонија да ви ги презентираме на еден начин и да ги погледнете. Би сакал да изразам голема благодарност до Центарот на култура за Кавадарци што ни овозможи да можеме еве денес да ги видиме овие прекрасни уметнички дела. Бидејќи господинот Владимир Темков на затварањето не беше присутен, ја користам оваа можност за еден каталог од самиот манастир и како белег на нашата колонија е да секој учесник од уметниците добие по една сребрена монета
со ликот на манастирот и ликот на Богородица. Па ја користам оваа можност, оваа вечер, да му ги предадам со закаснување, меѓутоа никош не е касно. Јас пријатно сум изненаден и му благодарам на организаторите. Сигурно дека ова ќе биде еден мој драг спомен во мојата колекција.